Почитувани гледачи, денешен наш гостин во утринската програма на Македонската телевизија е господинот архитект Васил Илјов. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата емисија. Добро утро и добро ве најдов. Се наоѓаме во централното градско подрачје. Претпоставувам голема провокација за вас како архитект. Со години наназад се занимавате, можам да кажам, некако со три главни ваши некако аспекти, со архитектурата на градот, со урбанистичкиот растеж на градот, меѓутоа археологијата, она што е ваше некако страствена љубов кон она што го работите и сето тоа кога ќе се сублимира. Имате доста податоци да ни раскажете. Ајде ќе почнеме тука во наша близина е градскиот музеј, музеот на град Скопје, каде што навистина со својата историја плени, меѓутоа и со сите оние археолошки наоѓалишта што се во близина на Скопје и со сите нивни пронајдоци, па можеме многу да се пофалиме во светот. Дали сум во право? Во право сте. Музеј на град Скопје располага со доста верни податоци, значи со артефакти, со оригинални наоди од Скопје и околината на Скопје, со старост најмалку некаде од 7000 години пред наша ера, па да речеме до денес. Во таа смисла, може би треба посебно внимание да се обрати на околината на музеот на град Скопје. Од урбанистички аспект би требало да се оформи еден плоштад. За тоа може да се распише и конкурс, да се види сообраќајното решение, може ќе треба некои промени да се направат, за да може таа комуникација од музеј на град Скопје преку некогашниот царски пат, царски друм, кој иде се таму до акведуктот, Јустинијановиот акведукт, значи низ улицата Македонија, преку плоштадот Македонија, кај што сега се оформува еден извонреден комплекс на современата архитектура, можеби со големо задоцнување, меѓутоа веќе се оплеменува. Не е досна, да, не е досна, се оплеменува целата таа работа. Еви сега ние кај што се наоѓаме овдека, имаме извонреден објект за кој што исто така ќе прозбориме. Значи тоа ќе овозможи на растојание некаде од 3,5-4 километри да се комплетира лево и десно една пешачка улица, па до некаде и сообраќајна, можат со одредени возила, па да се стигне се до акведуктот, кај што исто така ќе треба да се оформи таму еден простор за да ги привлечеме туристите и да ја раскажеме нашата македонска цивилизација која има писмена традиција, јазична традиција, имаме архитектонска традиција и така натаму. Посебно писмената традиција ни датира некаде со 100.000 години пред наша ера. Нашето име со дешифрирани текстови датира некаде со 77.000 години пред наша ера. Значи тоа е во времето на палеолитот и ние имаме еден палеолитски континуитет. Во музеот на град Скопје е презентирано претежно неолитската македонска револуција, би рекол. Ако е таа палеолитска македонска револуција, значи во континуитет иде македонската неолитска револуција и тука имаме извонредни податоци кои се презентирани за нашата писменост, јазик и култура. Јас со себе носам овдека една карта, не знам колку тоа ќе може камерата да презентира. Ако е ова Скопје, овдека се локалитетите Говрлево и Осинчани, кај што се пронајдени извонредни податоци, конкретно на локалитетот Говрлево, тоа е локалитет Серија, близу до селото Говрлево. Имаме пронајдено таму доста надписи, односно два печати се, таркалезниот и металниот. Таркалезниот, да, таркалезниот датира некаде со 7-6.000 години пред наша ера, некои викат до 5.000 години, како да е 6.000 години и плюс 2.000, значи имаме околу 8.000 години печат. Да имате печат, тоа значи да имате образовен систем, да имате општествено уредување. Општествено уредување. Тоа општествено уредување во тој временски период на македонската велика зета или на периодот на зетување, овдека ние го презентираме со повеќе наоди, конкретно овој таркалезен печат се обидов јас да го дешифрирам, направив одредена документација. Самиот надпис на тој така наречен континуиран македонски јазик е со комбинација некаде од десно кон лево и од горе надолу, кај што децидно стои сл, с, бо, см. Сал, со Бога, сум.
значи најмалку 8.000, 9.000 години во континуитет. Колку време ви требаше за сето ова дешифрирање? Па, еве скоро, да не кажам, најмалку околу 30 години се занимавам со ово дешифрирање, а со проучување на македонската култура, на македонската цивилизација, најмалку 44 години од мојот живот. Сега, покрај ова, ако е ова со некаде 6-7.000 години пред наша ера, тогаш овој метален печат, значи бронзен печат, е некаде со 1500 години пред наша ера. Во ова пригода секако треба да го споменеме нашиот драг пријател Милош Билбија, нека му е лека земјата, кој вршел истражувачки работи, еден голем влюменик бил во преисторијата, во македонската археологија и благодарејќи нему со сите оние ископувања што ги правил, 81 година, 82, некаде 83 веќе биле објавени или 82 во научните собири и така натаму. Значи, на овој печат, кој е стар околу 3.500 години, јас се обидов да направам едно дешифрирање и од десно на лево, од горе надолу, исто така може да се прочитат имињата, да се прочитат имињата ми-им, значи горе во ова круна, која изгледа наводно како круна, како еден дизајн, фактички имаме ми-им, дали од лево кон десно или од десно кон лево, можеме ние да го прочитаме истото. Ми-им, тоа значи ние, ним. Кому? На они што се дава дозволата. На къси испсът и лъси испсът. Тие корени ден денес се присутни во македонските имиња, во македонските презимиња, конкретно за Лиси, нели Лисимах. Тоа е еден од врвните војсковоци на Александар Македонски и така натаму. Значи, имаме извонредно богатство во музејот на град Скопје и јас би рекол конкретно со овој печат од Говорлево или со печатите од Говорлево би требало да почнува целокупната наша презентација на материјалната култура од Скопје и од околината, затоа што таа цела цивилизација ја правеле умни луѓе, грамотни луѓе, луѓе кои знаеле да ги селектираат вредностите, кои знаеле за форма, кои знаеле за композиција. Замислете во еден оваков печат, фактички ние на основната површина ја имаме на една азбука, јас реков тоа е фактички современата кирилица, а на ободот на печатот фактички ја имаме современата латиница, значи и кирилицата и латиницата произлегуваат од еден субстрат древномакедонски, конкретно сега овдека се регистрирани на овие печати од Говорлево, меѓутоа ние за нив имаме податоци најмалку со 100.000 години пред наша ера. Навистина, со многу податоци во изобилство, можам да кажам, имате и несомнено, како што кажавте за вашиот работен опус од некако 40 години да се занимавате со историјата на македонската писменост, архитектурата, јас сада не се повторувам, меѓутоа зад нас е еден исто така споменик на културата, спомен обележјето на мајка Тереза. Како вие како архитект ја гледате оваа градба? Со оглед на тоа што во непосредна близина на таа спомен куќа на мајка Тереза се наоѓа таа вклопена во еден амбиент кај што имаме уште еден споменик на културата. Јас овака донесов една книга Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје 1963-1983 година, 20 годишнина од основањето тогаш на заводот и овдека се презентира околу 50-тина. Ова фотографија за феудалната капа. 52 некаде објекти кои тогаш биле конзервирани, реставрирани и презентирани пред јавноста. Еве да видиме во каква се состојба се наоѓаше феудалната кула. Благодарејќи на напорите што ги вложи, на знаењето, на упорноста, на селекцијата на сите тие останати вредности од објектот, нели, мојата колешка Афродита Таневска направи еден конзерваторско-реставраторски проект и благодарејќи на тој проект и нејзиниот надзор, еве како изгледа објектот.
тогаш изгледал и сега исто така изгледа објектот, нели? И овој објект фактички послужи како мерка за димензионирање на домот на армијата со тоа што беше предвидено да биде како музеј на воената техника, нели, на македонската армија, со посебен пристап, посебен мост бил направен од објектот кон феудалната кула, која датира некаде од крајот на 17-тиот и почетокот на 18-тиот век, со извонредни податоци кои она успеала да ги извлече буквално од рушевините за габаритот на објектот, за висината на објектот, за меѓукатните конструкции и буквално греда по греда ги враќала на своето место и овој град треба на некој си начин да и се заблагодари. Кога веќе зборуваме, затоа ја имаме сочувана. Да, она тука е во непосредна близина и затоа кога веќе го поставивте прашањето за меморијалната градба или за спомен куќата на мајка Тереза, тој е навистина еден објект интересен, има различни да речеме рецензии или искажувања. Некои се објективни, некои се лични и така натаму. Станува збори за различни вкусови. Ми дозволете, овде кај јас имав напишано една рецензија која е објавена 2009 година и овака кратка е, ќе ми дозволите за да ја опфатиме комплетно целата структура на овој објект. Во центарот на Скопје, среде улицата Македонија пред феудалната кула од 17-тиот век и домот на АРМ, на бившата локација на храмот Срце Исусово, органски вклопен во градската околина и слика со згради од 20-тиот век, почна да зрачи со севозможни вредности еден несекојдневен, нетипичен, несериски и вонстандардно продуховен објект на современата македонска архитектура. Тој со својата усогласена, содржина и волуменско просторна композиција е посветен на минатото, сегашноста и иднината, на историското, конкретното и абстрактното, на приказката, духовноста, музеолошката представа на животот, смртта и вечноста, од подземниот свет на златните рибки во цилиндричниот аквариум до бесконечноста на космосот. Овој пантеон, музеј, та храм на светоста и мудроста е посветен не само на раѓањето, животот и вечноста на скопјанката мајка Тереза, туку и на секоја победа на животот над смртта, бидејќи во него се слушаат божествените зборови од ситово, псалми кшт, кои се уште на македонски гласат, псалми куќата. Староста е околу 6.500 години на овие зборови. Во подземниот свет, секој посетител се чувствува како Посеидон на морско дно и гледајќи вертикалната цилиндрична прозрачност на аквариумот со златните рибчиња, се чини дека се исполнуваат безбројни сечи и секакви отсликувања и реални остварувања на неостварените детски соништа на малото девојче Гонџа Агнеза Бојаджиу. На ниво на приземје се гледа во бунарот на животот, со символичниот надземен завршеток во облик на цибориум или амвон, како победа на животот под символот на небесниот свод. Од тука, по хоризонтална распространетост, се разбранува победоносниот поглед на свет, низ разиграните согледувања на смислените логични можности, на свесно организираните визуелни, хоризонтални и вертикални комуникации, со разновидно етапно доживување на богатата музеолошка и духовна содржина на архитектонскиот комплекс на спомен куќата мајка Тереза. Органски компонираните разновидни, традиционални и современи простори и форми, обликувани со традиционални и современи материјали, кои се интерполирани и интегрирани со супериорно познавање на семантиката на архитектонскиот јазик и користење на контрастни архитектонски изразни средства, го прават објектот доминантен со своите универзални пораки и вредности, постепено откривајќи ги внатрешните содржини и форми и севозможните атрактивни
перцептивни точки на плански одмерените висински согледувања на индивидуалните богатства, на естетски обликуваните елементи, со осознавање и насочување на доминантната позиционираност на посетителот по правец на движење низ објектот и неограничените можности на визуелните комуникации со непосредната околина на локацијата и со разиграната архитектонска композиција на вешто осмислената структура по мерка на човекот. По осознавањето на животот и делото на Нобеловката мајка Тереза, кои музеолошки се осмислени и презентирани од страна на експерти на Националната установа музеи на Македонија врз основа на повеќегодишни истражувања на новинарот Стојан Тренчевски, впечатоците кулминираат со божественоста на кристалната капела, која во својата символика представува симбиоза на реалното и имагинарното, на небото и земјата, на верувањето и асоцијативното, на можното и бесконечното во молитвите за нас, за сите и за светот на вечноста. Излегувајќи од одреден, осмислен, обликуван и преобразен свет на архитектонско-историско-духовна реалност и остварена приказка на соништата и добрината, кои се осознаени и спроектирани од страна на еден од, јас би рекол, најспособните и најмудрите современи македонски архитекти, архитект Вангел Божиновски, секој посетител на спомен куќата ќе се најде на отворена тераса со доминантни можни погледи кон околината и објектот, и така, лебдејќи со архитектонски крилја над реалниот и абстрактниот свет и користејќи скали на една човечка продуховена димензија, постепено ќе почне да слегнува од светот на богатата архитектонска фантастика по неверојатно инвентивниот, стабилниот, впечатливиот и асоцијативниот конструктивен систем што го има испроектирано еден мој драг пријател Андреја Таневски. Значи, по тој конструктивен систем, кон сегашната реалност се спуштаме со уредена од страна на хортикултурците партерни површини од около 1000 квадратни метри и се возможни доживувања што ги замисли, испроектира и ги оствари авторот на проектот со помош на вештите раце на градежниците на Гранит од Скопје, со целокупниот инженерски тим и со многу разбирање, напори, енергија, соодветна финансиска конструкција и друга помош на владата на Република Македонија и одделно на Министерството за култура. Бронзената и мермерната фигура на христијанката мајка Тереза подсетува на овоземска посветеност на скромната сестра мајка Тереза, на хуманиската и најголемата пријателка на сите бедни луѓе на овој свет. А амфитеаторот со капацитет од 400 седишта овозможува скопјани и други почитувачи на делото на скопјанката мајка Тереза да организираат секакви диспути за животот и смртта, за реалното и абстрактното, за нашето и универзалното, за минатото, сегашното и идното, за духот на творештото и творечкиот дух, за сите убавини на љубовта и хуманоста, на континуитетот, на традицијата и традиционалното, на сакралноста и вечноста. Отворените порти и засводените отвори се просперитетни, победоносни, отворени прозорци кон убавината на животот и светот. Применувајќи законите на хармонијата, авторот Вангел Божиновски создаде монументален по својата визија и енциклопедиски по своето знаење и значење објект во кој со својот аналитичко-синтетички метод, со усогласената семантика и едноставниот архитектонски јазик, со повеќе слојниот хоризонтален и вертикален спој на разновидни поливалентни вредности и единство на разновидности во модуларната координација на елементите во просторот и на просторот, та целосно почитувајќи и ригорозната категорија време, успеа прекрасно да воплоти неверојатно интересно волуменско просторна композиција
која секогаш ќе зрачи со препознатлива универзална светлина и топлина, разиграност и органска вклопеност во околината, со супериорна симбиоза на символиката и метафората, на традиционалното, современото и идното, и на тој начин секогаш ќе се препознава како најсветла точка и страница, како нова епоха и како најафирмативен, би рекол, револуционерен поглед на свет во современата македонска архитектура на нашето 21 вековно време. Ќе поминат денови, месеци, години и векови, но овој објект со неверојатен континуитет на колективна, индивидуална споменичка вредност, со незгаслив, племенит, универзален архитектонско-естетски, традиционален и современ символички синкретизам. За секој посетител и почитувач на човечката мерка во архитектурата и човечноста во меѓучовечките корелации ќе подсетува на пораката од Ситово од пред 6500 години ид сөн, кој на денешен македонски литературен јазик ќе рече оди сонувај. Одлично сте го навистина напишале и секогаш јас морам мака некако да констатирам дека кога се однесува за автентична, историска, споменитна култура градва, секогаш со посебни чувства некако приоѓате кон сите работи и морам да кажам, поради тоа секогаш така ве кажувам дека сте македонист, некако сакате сето тоа да се сочува и секогаш најрепрезентативно говорите за сите тие градби. Навистина треба сите така да се однесуваме и мислам македонската треба да си ја сакаме историјата и градбите и она што е наше да си биде наше. Апсолутно. Па ова е фактички еден дел од тој, да речеме, палеолитски континуитет на македонската цивилизација. И ние како архитекти, како урбанисти, како македонци кои го живееме ово време, треба да се однесуваме со голема почит кон нашата македонска традиција, кон македонскиот јазик, да го негуваме и натаму, да ја негуваме и натаму македонската писмена традиција, затоа што таа е најстарата традиција на светот. Ние не смееме да подклекнеме на сите притисоци кои се прават, нели, за промена на име и така натаму, нели? Затоа што реков нашето име е старо најмалку 77.000 години, а нашата писмена традиција, нашата архитектонска традиција исто така се меѓу најстарите во светот, а што се однесува за писмената традиција, барем според податоците што ги имаме од пештерата Бломбос, се со старост најмалку од 100.000 години пред наша ера. Така, јас ќе ви се заблагодарам. Навистина, уште еднаш ќе кажам за сите оние што можеби не знаева за спомен обележјето, за историските податоци и архитектонските податоци, како е направена градбата и се она што содржи како елементи, има можност сега точно во вашето излагање да видат навистина еден мал час. Па се надевам дека после, благодарејќи на македонската телевизија, се надевам дека луѓето ќе го променат својот однос или колку повеќе информации ќе имат, во тој квантум на информации ќе најдат доста позитивна енергија, за да можат и натаму да ја негуваме, нели, македонската современа архитектура во духот на традиционалната архитектура или во таа симбиоза на традиционалната и современата архитектура, зашто тоа ще се создават најинтересните, најатрактивните архитектонски композиции. Ви благодарам за гостувањето.